Здраво, стрелци! Добре дојдовте во новото видео. Во ова видео ќе ги читаме пораките за вас, кои ги праќа универзумот, се разбира, преку тарот картите, се за месецот кој следи, односно месец мај, и директно да преминеме на пораките. Јас би сакала да знаете колку некогаш таротот може да раскаже цела една приказна, на која би позавидела и недобрите режисери. И токму овој пат за стрелците може да се раскаже цела една приказна. Но најпрво, она што најпрво вака го гледам е дека еден добар дел од вас се наоѓате потполно свој на своето и сте во некоја фаза, во некој период од животот каде што вие многу размислувате. Вие сте седнале и сте решиле да сега е време кога ова сето треба да се реши. Сега е време кога треба да се донесат големи одлуки. И потикнати од такви мисли, меѓутоа сами без помош на другите, вие носите некаква одлука во месец мај. Голема одлука и не се консултирате со никој очигледно. Ова одлука доаѓа само од вашата интуиција, знаење, мудрост, она што сте го насобрале низ времето и што мислите дека е единствената вистина и реалност. Вие во минатото сте успеале да балансирате некои работи. Вие сте успевале да стоите на ниво на задачата. Вие сте успевале да стоите да владеете со ситуациите. Вие сте успевале. Меѓутоа, тука бил потребен страшно голем баланс, затоа што ништо не било балансирано, а балансирачот сте биле вие. И да, успешно сте и ги завршувале сите ваши обврски. Меѓутоа, тоа вас ве повредуваше, милион пати ве повреди, милион пати ви одзеде нешто што е ваше, милион пати ви изневери. Зборувам генерално, вие знаете за што се работи. И вас сега веќе ви е доста. Вас ви е доста од таквиот начин на живот. Знаете зашто? Затоа што вие многу добро знаете и кои сте, и што сте, и колку можете. Вие сте... Ова е некој кој пред се, ова е трудница. Значи, таа зачнала. Таа може да донесе живот на овој свет. Таа е моќна, способна, таа владее и со себе си, со останатите и со светот. Ова е најмоќната во тарот картите, ако зборуваме во моќ. Најмоќната од сите кралици. Ова е жена на императорот, таа може да владее со цела една империја. Тоа сте вие во случај. Вие, но еве што правела таа, што правите вие постојано. Постојано животот ви носи битка и повторно уште една нова, па повторно уште една нова и нема крај. И вие сте се изморили. Сега, во месец мај, вие ќе приредите големо изненадување за луѓето. Од длабочините на вашата душа и срце доаѓа нешто ново, кое ќе предизвика земјотрес, ерупција ќе предизвика во животите на другите луѓе. Вие апсолутно целосно ќе ги изненадите луѓето околу вас со некоја ваша одлука, со нешто што ќе направите во месец мај. Се впуштате во нешто ново и навидом лудост за сите останати. Ова е навидом за сите останати лудост. Меѓутоа, вие знаете дека лудост е само вашиот досегашен живот. Ништо друго не е лудост. Ставате крај на нешто и универзумот ви помага во тоа да се стави крај и универзумот ви испреќа са една порака вас, да знаете дека овде завршува кармичкиот процес.
Вие досега сте биле во еден кармички процес, значи кармата моравте да ја изживеете, ја преживеете и ви честитам успешно ја преживеавте и овде завршува тој кармички циклус. Конечно. Сега, наум вие единствено ве плаши дали ќе успеете, дали ги имате сите средства и дали имате поддршката од другите за да ги изведете работите. И за сега она што ве очекува е многу труд, многу работа и уште една нова битка, нели, во сето ова ново. Меѓутоа, јас мислам дека вие во оваа битка ќе уживате. Од досегашните ви прекугла. Сега има една друга овде приказна, многу интересна, ова е за многу мал дел од вас. Некој од вас направиле нешто, може би сте склучиле брак, може би планирате тоа да го направите, да склопите брак, меѓутоа тоа е некој кој е апсолутно и наполно различен од вас. Може би тој е од поинаква средина, може би вашата верска припадност е различна. Имам чувство дека другиот е од ориенталните земји. Може би со потемен тен, може би. Но во секој случај е од различна, потекнува од многу различна средина од вашата. Може би вие според финансиската, според социјалниот статус не сте исти. Едноставно вие не сте исти, апсолутно. Но љубовта е тука многу поголема од сите други разлики, многу поголема. Или ова се случило во скорешно минато, блиско минато, или ќе се случува во мај, и вие ќе одлучите скришно, подалеку од сите, да се венчате или пак да склучите брак. Сега, она што доаѓа се зборовите од другите. Другите ќе бидат страшно осудувачки кон вас. Ќе ве осудат, не ја разбираат љубовта ваша, туку едноставно ги гледаат вашите разлики. Осуди доаѓаат од сите страни, апсолутно. Ова е таа приказнаца која ви кажам, дури филм може да се сними. Значи, осуди доаѓаат од сите страни. Вие го знаете, тоа го очекувате, меѓутоа не вие грижа веќе, затоа што вие сте одлучиле, сте донеле одлука. И може би во еден момент ќе бидете разделени. Меѓутоа, ќе дојдат повторно вести дека нити другиот, нити вие можете еден без друг. Може би ќе се случи некаква уште една друга причина за да го прекинете тоа разделување. Може би останува, може би ќе се зачне нов живот во овие моменти и вие, значи нити вие, нити партнерот ќе се откажете од ова нешто. И покрај сите проблеми, и покрај сите осуди, покрај се, вие нема да се откажете, ниту тој ќе се откаже. Значи, бидете спокојни, не сте сами, и другиот учествува, и ова ќе биде битка, како што кажав, и за едните, и за другите, и за сите, ќе биде битка, меѓутоа ќе ја извојувате. И ова е битка вредна за да се изоди. Голема, значи, е таа љубов, огромна љубов, без разлика на... Едниот од вас е и доста моќен, и доста финансиски доста моќен. Вие знаете дека животот ќе ви биде многу убав и лесен. Меѓутоа, знаете, вие ќе се надополнувате. Едниот може би финансиски е доста моќен, а другиот е ментално, психички, интелигентно и емоционално моќен. Вие сте одличен баланс еден за друг. Борете се за таа љубов. И па, драги мои, толку може да се каже во ова кратко видео. Сега за крај, знаете, само се замислувате желба или прашање и јас на тоа кратко ќе одговорам. Ајде да видиме одговорот за стрелците. Па, добра, две падна, не е проблем. Одговорот е
дека и покрај сите проблеми вие треба да продолжите да се борите и да продолжите да го заштитите она што ви значи. И покрај сите проблеми вие мора да продолжите понатаму. Тоа е очигледна порака. Сега уште нешто за крај да не заборавиме. Ова не се љубовни видеа, иако во вашиот случај се случи приказна љубовна, меѓутоа јас сепак сакам една многу мала кратка љубовна порака да чуеме и за стрелците, некој можеби ќе му значи. Љубовните видеа доаѓаат понатаму во месец мај, се уште не се готови, но до тогаш само нешто кратко да чуеме што има за стрелците да се чуем. Која е порака? Еве пораката за вас е: драги мој, драга моја, сакана моја, сакан мој, значи ова некој ви го зборува вас. Иако сме физички разделени, духовно ние секогаш ќе бидеме поврзани. Затоа што љубовта ги надминува и просторот и времето. Ништо не ни недостига. Ова може би е порака за тие што во еден краток момент ќе бидат разделени некако. И повторно ќе бидете заедно, не грижете се. Драги мои стрелци, се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао!